9 месеци по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, болката не бледнее. Последиците од загубата на 63 млади животи во трагичната несреќа на 16 март се и психолошки, и економски, и во дружбата меѓу луѓето. Па не се чувствуваме добро, како да е мртов градот. Кам да живне еден ден градот како што беше пред тоа, чекаме го тој момент. Не смееш да се дружиш со некој, не знаеш каков мобет да му почнеш да правиш, дали нешто за весело, дали за тажно. Градоначалникот Владко Грозданов вели дека Кочани ги живее најтешките моменти во својата историја. Покрај врез луѓето има удар и врез економијата. Заработката е намалена од 50 до 70%. Се осеќа оваа трагедија, ајде да почнеме од големите бизниси каде родителите се подолго време на боледување. Неопходни се дома да помогнат на повредените деца. Други кои ги загубија исто така, уште не се во функција да стартуваат со работа. За малите бизниси се осеќа овој период, Кочани не е тоа што беше. Кире Димитриевски, татко на 30 годишниот Диме, жртва на пожарот, вели дека родителите на загинатите деца имаат поддршка од собраѓаните, но не и од институциите на чело со владата. Мислам дека едноставно сакат нашиот случај да се забушоти, да не биде актуелен. Значи трагедија е трагедија, нашто е трагедија, Ласкраци е трагедија, модуларна болница е, живи луѓе горја, сето тоа е трагедија. Родителите собрани во Сдруженијето 16 март пратиле барања до владата. На некои да им се скрати работното време, оти по загубата на дете не се работоспособни како порано. За други, година-две пред пензија, да се најде начин да се пензионираат порано. Одговор до сега не добиле, како што не добија ни место во Кочани во спомен на загинатите, каде сакаат да се собираат и да ја споделуваат тагата. За таа намена побарале да го уредат овој мал парк во центарот на градот, но тоа уште е во административни процедури. Во меѓувреме, 20 повредени деца вежбаат со физиотерапевти од Кочанската болница. Се реновира и одделот за физиотерапија, набавени се и нови машини. Напредокот се гледа во способување на зглобовите, во санирање на самите контрактори и за подобрување на кожата, на лузните. Но покрај физичките, потешки за лекување се психолошките рани. Тие доправа се отвараат. Сега, после волку месеци, ние имаме група на жители, повредени, било кој било каков начин во тоа, кој беше погоден, кој успеа до известен степен да ги процесираат своите емоции. Имаме голем дел од населението кој успева да се справи со тоа, ама имаме и дел кој сега имаат тој посттравматски стрес дисордер. Животот во овој мал град на истокот на државата како да е застанат. Улиците се живи само во пазарен ден. 9 месеци по трагедијата, Кочани уште живее со чувството на вознемиреност и колективна траума. Се прават обиди да се намалат последиците врз психолошката состојба на граѓаните, но и врз бизнисите. Опоравувањето ќе биде долго, а за да се случи, се очекуваат правда, поддршка и солидарност. За таа цел во период од 3 месеци во Кочани се отворени 2 центри за психосоцијална поддршка. Едниот е на иницијативата Поддршка за Кочани, наречен Гнездо. Тука се собираат младите на дружба. Имаат разни работилници, но психолошките се едни од најпосетените. Мислам дека никој пат нема да се забраве тоа што ни се случи на сите нас, ама активно се обидуваме сите да продолжиме, да се бориме за правда и да се смееме се почесто. Баш поради тоа мислам дека е битен просторот и дружбата. Вториот центар е на Црвениот крст. Тука помош можат да добијат и граѓани од целиот регион околу Кочани. Се закажуваат предходно, имаме наш тим од лиценцирани психолози кои работат, локално лиценцирани психолози кои работат и може да се закажат термин за или индивидуална или групна поддршка. Судењето за случајот Пулс почна 8 месеци по трагедијата и е на почеток. 35 лица и 3 фирми се обвинети дека со корупција, непостапување и системски пропусти придонеле да се случи трагедијата. Се надеваме бар правда дека би имало